Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам уште едно добре дојде во уште едно отворено студио на телевизија Нова, прво на тема култура, односно на тема од областа култура во новата телевизиска сезона. Ќе зборуваме за македонскиот документарен филм, уште на самиот почеток ќе ви најавам дека еве поводот нека биде Билјана Гарванлиева, младата македонска режисерка која што неодамна деновиве почина. За успесите на македонскиот документарен филм, за тоа каде се наоѓа во моментов во светската документаристика, за најуспешните наслови, меѓутоа и за документарецот како нагледно средство, секако и за фестивалот Македокс ке зборуваме во следните нешто повеќе од еден час. Имам четворица гости во студиото кои што знам дека ќе ве задржат на фреквенцијата на телевизија Нова во следните час и 15 на минути од прилика. Добре дојдете и посакам прво на дамата од мојата лева страна, Кирјана Николовска, директорка на Македокс, фестивалот на креативен документарен филм. Прв пат сте во ТВ Нова, се надевам дека ќе дојдете уште многу пати и се чувствувате пријатно. Добре дојдовте. Добре ве најавам. Фала на поканата. Исто така уште еден представник на Македокс, меѓутоа воедно и режисер и продуцент од мојата десна страна Петра Селишкар. Добре дојдовте исто така прв пат во ТВ Нова. Да. Благодарам на покана. Предпоставувам дека пријатно веќе се чувствува овде, бидејќи не е ваше прво гостување овде во студиото. Огнен Антов, продуцент, добре дојдовте. Добре ве најавам. Исто така последен во представувањето, повторно прв пат, да, се надевам дека исто така се чувствувате пријатно и дека нема да е ова последно гостување овде. Стојан Вујчич, добре дојдовте во ТВ Нова. Добре ве најдов. Ви најавив дека првото прашање кое што ќе ви го поставам ќе биде за тоа каде, и веќе почнеме од дамите, каде е македонскиот документарен филм во моментов, доколку ви поставам едно такво генерално прашање кое што можеби може, а можеби не може да ја сумира целата слика. Како стоиме со документаристиката во моментов? Не знам, за прашањево може да се збори од многу аспекти и некако како ни најави, ние почнавме да збориме и можда да треба да тргнеме од тоа каков, што е документарен филм и за кој документарен филм, не знам, би сакали или би можеле да зборуваме така, ние овде во ова време. Секако во секој случај тип на документарни филмови како што и Билјана Гарванлиева спомнавте правеше и тип на документарни филмови кои што се нарекуваат креативни документарни филмови, кои што во последно време можам да кажам слободно од време на Македокс се многу по-често гледани кај нас. Или ќе збориме за документаристика која што кога ќе прашаш обичен човек на улица што е документарен филм, дали сакате, ќе помисли одма на Discovery, на не знам, National Geographic филмови или некоја историска обсервација само за телевизија. Така да, она за кој што мислам дека ние можеме да збориме е креативен документарен филм, кој што не дека не постоел во Македонија пред да постои Македокс, пред да постои современа дистрибуција, пред да постои независна Македонија, постоел многу одамна и тоа многу добро се котирал, се продуцирале многу добри филмови. Тука е Даена, Столе Попов, тука се многу филмови на Арсени Јовков, на Трајче Попов и така натаму, и така натаму. А каде е моментално? Па мислам дека веќе во Скопје и во многу села во Македонија многу често се гледа секое лето креативен документарен филм. Мислам дека го има и во други кина, многу ретко се наоѓа во дистрибуција во кината, значи филм кој што ќе платиш карта да отидеш да го гледаш. Меѓутоа често се наоѓа и на другите фестивали низ Македонија. Исто така се наоѓа и во многу училишта, средни училишта низ Македонија, кај што Македокс има програма за употреба на документарен филм. Значи, наставници предаваат, деца го гледаат, обработуваат одредени теми со тие филмови. И за жал многу ретко го има на телевизија. Има чат-пат во некои оператори да се најде, случајно. Толку, мислам. Да почнеме од тоа. Огнен, правиме ли разлика? Мислам дека тоа е нешто што еве на почетокот веројатно треба да го разјасниме. Што е документарен филм, што е репортажа? Правиме ли разлика? Мојот впечаток е дека под наводници обичниот народ кој што не се занимава со филм воопшто не прави разлика. Генерално
тука доаѓаме до на што на крај Киријана го одговори зошто не правиме разлика. Така. Имаме некаков системски проблем низ годиниве, заради тоа што во еден момент се спомна Столе Попов со Дај и една цела плејада Трајчи Попов, Арсени Јовков. Македонската радиотелевизија во времето на бивша Југославија била најголемиот извор и најквалитетниот извор на документарна програма која што била најценета во просторите на бивша Југославија. Значи, останатите екс-југословенски републики доаѓале да учат од таа документарна школа што ќе се деси. Со самото осамостојување на Македонија, како да едноставно ја снема, значи, од необјасними причини, не знам зошто тоа не продолжи, значи, едноставно се случи генерацијски јаз да не постојат нови автори, што една средна генерација која што тогаш би требало да создава ја нема, младите ги нема, автоматски децата од таа возраст која што во тој момент требале да видат или да научат што е документарен филм, немале што да видат. И таа дупка од 10 на 15 на години, сега некако, веројатно можеби е тоа заслуга, па ајде ќе речем, можеби најповеќе на филмски фонд, односно агенција за филм заради некакво финансирање на филмови, па одеднаш се продуцираат, значи има некаков квантитет, па заради тоа почнуваат луѓето. Дел од фестивалите кои што не беа специализирани за документарен филм во ВДОА, значи низ годините ја зајакнаа таа програма, се случи Македокс пред колку 7 или 8 години, значи тоа некако од прилика дојде као некаков, ќе речем, шлак на тортата. Ние допрва треба да се вратиме на она на кое што сме биле, па да продолжиме понатаму како некаков си одговор каде е во моментов документарниот филм. Ако го гледаме од таа гледна точка, ама ако го гледаме од една друга гледна точка, значи документарен врсус репортажа, репортажи имаме многу. Историски филмови имаме многу. Значи, тоа е нешто што го имаме многу, но луѓето никогаш никој не успел да им објасни што е разликата во личната приказна и личниот израз и емотивниот израз кај креативниот документарен филм или кај нешто што е чиста обсервација, без никаква емоција и само некакво раскажување на приказна низ, како што некои документарци љубат да го речат тоа talking heads. Фотографија, ништо, документ за нешто. Документ, фактографија. Далеко од тоа дека тоа не е исто така некаква си форма, но таа форма е само обсервирање на одредена низа на настани, одреден лик или што и да е, но тоа е само нешто што ќе служи како, ајде, можеби е грубо да го наречем архивски пример. Добро е да се научи, да постои како историски дел или да се види за одредено нешто, но далеко од тоа дека тоа е филм. Така. Петра, би сакала слободно да се надоврзате, па имам потоа прашање. Прашање зашто нема млади автори, уствари зашто не се развило, е многу интересно. Значи, нема интерес у филмски школи за документарен филм. Тоа е третирано као зло, као нешто што треба да се направи као вежба и кои што обично се неуспешни примери за тоа, затоа што нема адекватни нит професори, нит начин да се мотивира млади луѓе за документарен филм. Но тука се 8 години ние правиме некаков обид, секоја година имаме и воркшопи и разни начини да измотивираме млади, но од академија има многу мал интерес од сите школи. Мада гледам, па од друга страна, луѓе кои што уопште не студираат филм, дека све повеќе ги интересира. Значи, наши волонтери практично со самото гледање и со само интересирање за некои си теми, значи доаѓаат луѓе од други страни, може да кажеме аматери, како и да е, но има еден вал на млади луѓе кои што сакаат да кажат нешто без да е тоа конкретно за нешто, за некоја фактографска ситуација, него за нивни лични искуства или гледање на нешто. И тука креативна документаристика е ствари тоа. Е личен печат и е твоја искрена или каква и да е
приказна кој што ќе раскажеш на поинаков начин. Така да јас гледам дека има Next Generation, поготово задни 2-3 години гледам добри документарци на млади луѓе. И некои студенти, не? По потекло сте од Словенија, често патувате, голем дел од времето го поминувате и овде во Македонија, така што ситуацијата ви е кристално јасна, претпоставувам. Она што го спомна Огнен претходно, најсилната документаристичка школа во поранешна Југославија била македонската. Како се доживува овој факт во Словенија, овде на Балканот, во останатите земји? Свесни ли се луѓето за овој податок или? Да, мислам, кога ќе идеме кога ќе гледаме историски, има неколку јаки автори од Србија, од Македонија, што во документаристика значајно дале печаток и придонос. Но јас сепак мислам дека у целиот Балкан нема добра документаристична школа, за жал. Затоа што сите млади сакаат да прават играни филмови, но тоа не се случува толку брзо. Баш така лесно. Така. Да. И вместо да го потрошат своето време, кој што и така е, нели, квалитетно за некои си помали приказни кои што можат на таков начин да ги направат и да научат. Што нема нешто по суштинско него да црпиш од тоа што ти се нуди во реална ситуација, од реална приказна, да научиш од тие карактери, од таа средина, од таа ситуација за нешто што после ќе го правиш као игран филм. И да црпиш идеи и сценарија од реални ситуации. Мислам дека е тоа прав начин и дека многу премалце у цел регион тоа се користи како еден вид на развивање на сите профили, не само на режисери, сценаристи и сниматели и тонци. Да позборуваме за тој генерацијски јаз кој што го спомнавме, Огнен го спомна претходно. Првиот момент е тоа дека македонската била најаката документаристичка школа во поранешна Југославија, потоа доаѓа тој генерацијски јаз, меѓутоа еве сега зборуваме за веќе млади автори. Ваш личен осврт за ова? Ние имавме среќа пред низа години да присуствуваме на еден фестивал по Русија, ја и Огнен, каде што во еден од филмовите кои беа во документаристичкиот дел беше прикажано нешто што пишуваше на него дека е дел од архивата на тогашната ЈРТ, не знам што да е. Да кажем. Секако дека тука има влијание и македонската документаристичка школа. Тоа беше најдобриот дел од филмот. Значи ќе го абстрахирам апсолутно се друго на документаристика. Беа користени парчиња некои кои што беа позајмени од таму. Тоа беше толку добро изработено и со душа што го велиме ние и правилно со некои односи во филмскиот јазик, односно кадрите беа поставени така како што треба. Едноставно самиот филм зборуваше. Значи зошто ми е треба овој вовед? Тогаш тоа постоело. Но јас сега би сакал да дадам и признание и еве конкретно на Билјана Грванлиева, нели да ја спомнам, која што е носител на новата генерација, да кажеме, и која што освои највисоката награда за документарен филм во Сараево, Златното срце на Сараево, кое што представува еден енормен успех за било кој, а поготово за човек од Македонија кој потекнува, нели? Затоа што знаеме како се вдека условите за документарниот филм, не толку многу институционално да зборувам, туку како интерес. Чи сериозно е намален. По мене најубавиот дел од документарниот филм е тоа што кога го работите вие него, никогаш не можете до крај да ги поставите работите изрежирано, него тоа си има своја некоја си енергија која се движи помеѓу вас и тоа што го работите. Значи, еве од мој пример ќе кажам, јас се обидував на мој документарен филм кој што е снимен во еден манастир да доведам до една ситуација која што мене ми одговараш, но не успеав. Филмот сам си протече во некои правци кои што ние го регистриравме и така тоа заврши. Друго би сакал да кажам дека моменталната ситуација, значи ќе зборувам за институционална поддршка, не знам надвор од институционалната поддршка. Агенцијата за филм, да кажеме 2015-2016 поддржала 16 документарци, оно се повеќе по број, само ќе спомнам 16 кои што се завршени со премиери.
Значи они се комплетно завршени. Таму има и во постпродукција, и во предпродукција, значи бројот е многу поголем. Ако бројчано зборуваме, да, тоа е сериозна бројка. Во таа сериозна бројка сега доаѓаме до оној проблем кој Огнен го отвори. Дали се тоа креативни документарци, дали се тоа нешто што личи на репортажа, не знаеме. Дали е тоа документарец од еден човек кој зборува за својата состојба или обработуваме некаква тема или од некаква тема е земено, јас не знам, значи не сум ги гледал сите нормално. Меѓутоа како бројка мислам дека се враќаме назад кон некаков квантитет кој ќе роди со квалитет. Кога тогаш ќе се случи тоа? Ако еднаш сме стигнале до пред Оскар и ако еднаш сме стигнале да наш човек добие награда на престижен фестивал во Сараево, зошто пак не би се случило? Потребно е само многу повеќе креативен пристап. Знаете како, документарецот, луѓето го сваќаат дека вие доаѓате, сега имате некаква ситуација со која работите и така натаму и така натаму. По мене, нели има документарецот личен печат, авторски пристап кон сето тоа, тоа по мене се сведува на репортажа и тоа нема некоја си, да кажеме, креативна вредност. Сем, ако нешто сакаме да забележиме, нели, се случува нешто, па ние да го забележиме, али правиот документарец по мене мора да има некаква црта на тој што го гледа. Значи, нели предизвикате вие, сега да не го должам, нели предизвикате некакво чувство кој сакате да го пренесете кон гледачите, да тогаш имате може би Discovery во некој случај. Сакате тоа да дошли. Ќе се надоврзам само со уште една работа која спомнавме Билјана Грванлиева. Чи заедно ги работевме сите незини проекти. Кога го завршивме шивачките и кога ја добивме, значи прв фестивал, прва голема награда, после тоа, независно од тоа што следам многу фестивали и многу награди, постои уште една која што е сериозно голема награда, тоа е на македонски преведено Златна Лола, тоа е најголемата награда во Германија која што се доделува, што е нешто како да добиете европски Оскар. Значи таа е големината. Сега што се случува? Никој во Македонија не го оддаде вистинското признание за наградата која што е донесена. Значи, не е тоа награда на Билјана Грванлиева или на Огнен Антов или на продукцијата или на тимот. Тоа е реално награда на државата. Значи, таа награда е исто толку иста таква важност има и на Билјана, и на мене, и на Агенцијата за филм, односно Филмски фонд во тоа време. Ниедна телевизија не најде за сходно да рече: луѓе, јас сум спремна да платам да го имам овој документарец. Јас сум спремна да имам 50 интервјуа со Билјана Грванлиева. Јас сум спремна да го финансирам наредниот филм, пошто ова е успех за државата. Не е ова некаква си варијанта, ние сме успеале да направиме поблага Кока-кола. Че ние стварно сме ги смениле сериозно работите, заради тоа што тој филм тишол на негде 60 на фестивали. Значи, на 60 места во светот некој прочитал Република Македонија. Тоа е многу поголем успех отколку фудбалска репрезентација на Република Македонија, која што играла пријателска средба некаде. Без љутење, фактите се тие. Ќе направиме кратка пауза само да одвоиме место за рекламите, ќе се вратиме веднаш во студиото, останете на програмата на Нова. Вие сте на програмата на телевизија Нова, дискутираме во ова отворено студио за македонскиот документарен филм, за како што на самиот почеток најавив за најголемите успеси. Она што го зборувавме пред наградите беше тоа дека не се обрнува доволно внимание. Би сакала прашање до сите, нели, да го продискутираме тоа. Сите знаеме за Златниот лав на Преддождот и за номинацијата за Оскар, со сета почит, нели, за Милчо Манчевски и за делото, меѓутоа не го знаеме ова што Огнен пред малку го спомена за наградите кои што шивачките ги доби на неколку фестивали. Сите знаеме за фудбалските успеси или за ракометните успеси и сите сме експерти, нели, за ракомет кога во тек е надпревар во кој што игра нашата репрезентација, меѓутоа како да го поттикнеме? Постои ли некој начин како да се поттикне документарниот филм да биде едноставно да сме свесни дека некаде во светот ги брани нашите бои? Документарниот филм, како и играниот, треба да си пројде еден цел круг, еден цел циклус на живот. Значи, си има место каде што се создава, треба тлото од кое што ќе се создаде и порасне да биде плодно. Петра збореше за академиите, значи можда и од најмали нозе, уште
секаде деца, сите да можат да гледаат квалитетен документарен филм, за да можат да го препознаат, да можат да го оценат, да можат да го сакаат, да можат да се навикнат на него како дел од било кој друг филм, дел од животот. После тоа треба да постојат средства нормално за да се реализира. Кај нас спомна Стола и правевме ние истражување во рамките на еден проект која е состојбата на дистрибуцијата на документарните филмови во регионов. Стварно, Македонскиот фонд, или сега Агенцијата за филм на Република Македонија, издвојува значително високи суми за документарниот филм. Значи, у последните 2 години издвојува по филм слично онолку, дури една година повеќе отколку хрватскиот и словенечкиот и српскиот и црногорскиот филмски фонд. Бројот на филмови исто така е висок. Меѓутоа, од кога ќе се заврши еден филм, треба после тоа и да се пласира, да се дистрибуира. И дистрибуцијата е исто така еден многу битен процес. И како и за играните, така и за документарните филмови, во овој регион паѓаме на тој сегмент од животот на филмот. Многу тешко се снаоѓаме во неговиот пласман. Постојат фестивали, најчесто филмовите се дистрибуираат по фестивали, едни освојуваат на престижни фестивали за кои што сите знаат, ако се спомне Оскар, да, ќе го знае најголем дел од населението, ако се спомне Лола, нема да знае најголем дел од населението. Меѓутоа, другите видови на дистрибуција во кои што ќе го доближиме филмот до населението, до популацијата, се многу малце застапени, поготово за документарниот филм. Кога и тие ќе ги разработиме, проработат, се тука ќе се дигне и нивото, и стандардот, и успешноста, и препознатливоста, и сега. Така И во ова мислам. прашање би сакала да го одговорат од десната страна се двајцата режисери кои што Петра во моментов ми текнува на Мама Европа, филм во кој што 6-годишно дете раскажува како низ своји очи ја гледа Европа, дете кој што доаѓа од бивша Југославија, нели доаѓа од Балканот. Како одеше дистрибуцијата? Како или можеби зошто тој филм кај нас не успева да стигне да се емитува по телевизиите? Како оди понатаму фестивалскиот живот на филмот? Секој филм е своја приказна, значи нема рецепт за дистрибуција. Значи од трите филма што ги направивме наши, мислам кои што јас ги режирав, значи секој си иде по сосвем други канали. Значи више мислиш дека сега стварно знам како ќе го дистрибуирам, со кој ќе направам контакти и секој си има свој живот. Значи секој си бара посветеност и бара работа од дистрибуција. Значи, кога филм е завршен, најчесто завршува на полица на филмски фонд или у архива и нема више живот. Ако сами продуценти не се доволно способни и мотивирани да нешто направат со него. Значи, многу е тешко да се продаде еден филм надвор од своја земја и да не збориме надвор од Балканот, значи словенечки, македонски, какови да е филм, ако не се сериозно работи на дистрибуција, едноставно се работи за друг јазик и ние немаме лоби, немаме фонд кој што ќе иде, ќе промовира у пакет македонски филм надвор од земја. Значи, тоа е едноставно е еден проблем, така да е секој продуцент или режисер најчесто сам со себе, без финанси за дистрибуција сама, или ако успее, као пар примероци, као Атанас Георгиев, да добие некаков значаен дистрибутер, он да заврши таа работа. Значи, филмови се стварно, мислам, секој има свој животен пат и, например, бабички се уште патуваат низ фестивали, се уште го бараат, се покаже после 10 години дека е evergreen, очигледно не е застарел. Мама Европа е исто така се иде после колку 2003
13-та, сега 3 години, па иде у Бугарија. Мислам, си има некаков свој живот, значи не застарува, се уште има фестивалски живот, но телевизии се секогаш многу голем проблем. Значи, ние не правиме доволно комерцијални филмови и мислам дека и не само у Балкан, него и пошироко, дека нема интерес за креативен документарен филм на телевизии. И често пати се прешуваме дали, мислам, зашто толку многу енергија и зашто толку многу работа за да многу мал број на луѓе можат на престижни фестивали или на да не кажам привилегирани места да имат можност да ги гледат тие филмови. Да, тука е системски проблем кој што мислам дека ќе треба повеќе време да можеме ние да конкурираме со ТВ серии, со турски серии, со суштински теми, тоа да се смени не го гледам толку брзо. Столе да зборуваме за дистрибуцијата на документарниот филм овде кај нас. Значи овде кај нас Има ли надеж дека дистрибуцијата овде кај нас е равна на нула и да не си правиме нешто дека тоа функционира не знам како. Како и во документарниот, така и во играниот дел. Значи не е тоа нешто кој знае како развиено и ти е некако решено институционално или било што. Буквално што кажа Петра, си се снаоѓаме како си можеме за дистрибуција овој пат зборам, затоа што има и друг начин еден. И сега ние ако не знаеме по некои наши контакти, пријатели, не знам што ги сретнуваме по фестивали, па да ние се обратиме на некогу, па тој некој нешто да направи, поготово за документарен филм е крајно сложено. А и не дека е нешто Европа и надвор, не знам што многу заинтересирана тоа да го прави за овој дел од овдека, сем исклучок на некои поединци го спомнаат, што се супер. Сега, институционално Агенцијата за филм прави еден напор и тоа е добар напор да нас секогаш ни стигаат одреден број кој фестивал е каде е отворен, што е каде. Меѓу нив има и за документарни филмови. Меѓутоа тоа останува на дали ние ќе пратиме или нема да пратиме. Значи не постои некакво тело кое што да кажеме, изработени се 15 документарни филма, се предаваат таму и тие сите почнуваат институционално тоа да го на овој фестивал. Може ли ваму на оваа телевизија, на онаа телевизија? По мене, треба да се почне не да се од фестивалите. Тоа е малте некако лутрија прашање. Да, ќе ве прима, да, нема да ве прима. Оваа година се сменила политиката на фестивалот, па не одговарате нешто. Како беше тој познат збор, политички коректни. И како год да сме, виж. Значи, решението на сето тоа по мене е дека треба да се врати во телевизиите, пошто факт дека се најгледаниот медиум во Македонија, вака или така, да се врати еден дел каде што они ќе бидат обврзани да испочитуваат одреден број документарни филмови. И тоа да трае, нели, со некое време, знам дека тоа се тера по школи, веќе збориме за тоа некаде. Постои како законска обврска. Да, ама ја тоа не го гледам на телевизија, и можда и постои. Меѓутоа не постои класификација на што е документарен филм, како законска обврска постои во сите закони на регионот, секаде. Ние тоа кога би го имале, значи ние би дошли до еден момент дека имаме константен пласман на некаков продукт во медиум. Со тек на време мислам дека ќе се создаде некаква критична маса, нормално. Луѓето што треба да го селектираат тоа, што ќе биде пуштено и кој го гледа тоа, треба да има некакво одредено ниво и да биде некаков продукт кој што е пристоен, ајде да не кажам одличен, за да не се случи она што го зборевме во првиот дел од емисијата, да гледаат се што. Да, треба се и се што да се гледа само во одредена фаза е тоа, додека не дојдете да прочистите што има тоа смисла. Ама ја сега ќе се надоврзам до последната реченица. Значи, треба во самата телевизија да постои некој, или некое тело, кој што тоа ќе го гледа и ќе одлучи дали треба да го купи, не треба да го земе, да го емитува бесплатно и што и да е. Доаѓаме до два проблема. Значи, Европа, медија програмата поддржува дистрибуција, заради тоа што и Европа има сам проблем со се помалку и помалку одење на луѓе во кино. Значи, тука сме дел од глобален проблем. Но во делот на локалниот проблем ќе дојде документарниот филм до телевизија. Ние реално во телевизиите кои што, значи ова е веќе информативна, не навлагаме значи во оваа телевизија, но во оние телевизии кои што имаат слотови за тоа. Било која нормална телевизија во било која земја ќе го тргна можеби само националниот сервис, пошто таму постојат се уште
онакви позиции како што ги има, например, у ZDF или у Арте. Не постои уредник во ниедна друга телевизија. Уредник со познавање. Дали е тоа игран филм, дали е тоа документарен филм. Значи, кога во старт имате системска грешка во телевизијата, не може да постои кој ќе го избере дали е тоа добро или не е добро, дали е репортаж или е документарен, пошто тој кој што е уредник таму, веројатно разбира само турска серија. И него можеби документарниот филм за како се правела турската серија му е исто што и документарен филм, ќе го купи making of-от и ќе го пушти тоа како да е документарен филм и ќе го задоволи слотот толку и толку часови програма, јас пред државата сум чист. Прочитав еден многу интересен Facebook статус пред неколку денови и уствари тоа е нашата системска грешка. Од самите себе си патиме. Не е проблемот до некој друг. Заради тоа што можеби ние четворица, петорица ќе пробаме да смениме нешто. Не можеме 5 луѓе да смениме кога не постои слух од другата страна во телевизијата. Ако не тргне од телевизијата, не може ние секогаш да обвинуваме институција ли е, држава ли е, училиште ли е, родители ли е. Не. Значи, тој поединец треба да биде свесен дека прави структурална грешка. Го учи моето дете турски јазик, а не го учи македонски јазик од бабички, например, од шивачки, од Мама Европа, од Кешен Мери, од што и да е. Так. Мада да се надоврзам и нова. Националниот сервис с време на време знае да пушти некаков документарен филм. Конкретно еве нашиот документарен филм идеше Сосема случај. 2 или 3 пати. Се јавија, ве молиме, сакаме да го добиеме. Значи, не се случило никој друг тоа да го направи, ние бевме збунети. Да. Јас пред неколку години бев збунет. И окей, добро, си го пуштија светоред, меѓутоа тоа го нема како стална пракса, некако тој ми фали тој дел. Јас се сеќавам на времето ве како постар тука, дека имаше нешто Методија Фотев, како се викаше тоа нешто драмски дел. И тоа македонска телевизија го пушташе и сите драми беа додуше во студио снимени. Но тоа е одлично нешто за да се навикне публиката со тек на време дека има нешто надвор од турските серии. Ај сега се фативме за турски серии. Значи има било што друго, нели? Турски серии не знам ни каков медиум се, ни што се додуше, ни на кој јазик се ракажени, ни филмскиот јазик ми е познат таму, ама во ред тоа се гледа, значи ни светов не е тоа само тоа. Бевме ние на разни фестивали и на разни да кажеме места каде што се продава и купува програма. Па среќа што не гледаме латиноамерикански серии, тоа да знаете колкава продукција е. И продукција, и луѓе го купуваат. Значи не е тоа само проблем во Македонија. Веројатно светов е зафатен со некој проблем. Да, ама ја мислам дека и тоа е дека уредници сами се бирани премногу по политички некои си идејни, барем у Балканот, како гледам, нема филмаџи, значи уредникот кој што е продуцент, кој што е режисер, кој што познава јазикот на аудио, визуална медии, не може да биде литерат, мислам, мора да биде човек кој што едноставно работел, направил некој филм во живот и се бавил со тоа. Значи, Тоа и тука е стално проблем. Да, така е. Меѓутоа, ете, тука лежала тајната на добрата документаристичка школа на времето во македонската телевизија. Луѓето што го работеле тоа, го работеле. Значи, они изработувале работи. Нити ги земале од некаде, нормално пуштале и други ствари, меѓутоа, во главно се договарала таа редакција и изработувала документарни. И они биле сосем им било јасно што се случува и што е добро, што е лошо во сето тоа. Тој квантитет, Доналдо квалитет. Апсолутно. Јас сакам да се надоврзам. Значи, комплетно се согласувам дека најдобар начин за Македонија, можда и за секоја кинематографија, е кога фондот ќе си преземе обврска да ја врши дистрибуцијата на филмовите кои што се продуцирани или поддржани од фондот. И тоа го има во неколку земји, го нема секаде. Има Шведска, има Полска, Холандија до негде и функционира супер.
генијално, ама не може то толку. Значи, вајда може, не знам. Тоа се веќе буџети, ресурси, средства, Да, комплицирано. треба и супер е да може така. Ама мислам дека, не знам, бар не се согласувам до крај дека само преку телевизиите, односно со пласирањето или дистрибуирањето на креативни документарни филмови на телевизија, ќе се подобри состојбата со креативната документаристика. Не само кај нас, него воопшто медија програмата, да кажеме, поддржува, меѓутоа сите нови барања за колови, значи, они веќе напуштаат телевизијата како начин на дистрибуција и вложуваат и се повеќе даваат средства за дигитална дистрибуција, значи за видео on demand платформи, значи сите начини како да дојдеш до публика, до гледачи, не се насочени веќе кон телевизии. Кај нас исто мислам дека постои законска обврска, значи пишува во сите начини на регулација на медиумите, со сите закони, телевизиите кои што земаат не знам какви бенефиции од буџетот, треба да произведат собствена програма. Многу често е таа регулирана, во нашиот закон поштено напишува документарни филмови. Значи, они треба да поддржат создавање на документарни филмови, се создаваат, верувам, кои што се претежно репортажи или било како, меѓутоа се уште снимаат чат-пат. Постои исто обврска и за пласман на филмовите кои што се поддржани, се говорат на македонски јазик и бла натаму, кој што ретко се случува. Не знам дали не ја знаат или немам појма во што е работата, меѓутоа Функционирало ли кај нас тоа pay-per-view? Зборуваме за, нели, плати за да гледаш. Во време кога се сакаме да стигнеме преку на некој пиратски начин, преку торенти на интернет, би функционирало ли кај нас тоа да платиш за да изгледаш еден документарен филм? ја верувам, да. Јас сум апсолутно сигурен заради тоа што функционира за Зборуваме за менталитетот веројатно на нашиот народ. Функционира за играните. Зошто ќе функционира за документарните? Играните е можеби и полесно да ги најдете во пиратска форма, Така, за разлика од документарните. Така. Во исто време, ако пред 20 и повеќе години функционираа видеотеките, а и у тоа време можеше да се преснимува, но пак луѓето одеа во видеотека за да го изнемат филмот, без разлика што можеше да го поземам од Киријана, она го изнајмила, не, јас одев повторно видеотека да го земам. Значи, во денешно време, со некаква си цена, некои од мобилни оператори имаат своји платформи и така натаму, значи која што е цена помеѓу 50 и 100 динари за изгледан филм. Значи, на луѓето не име воопшто проблем да потрошат 100 денари 4-члено семејство за час до час и половина квалитетно потрошено време. Значи, веќе разговараме за тоа дали ќе се шетаме за да потрошиме саат и пол низ шопинг молот, вртејки бескрајни кругови, без цел и без идеја, или час и половина ќе научиме нешто, ќе видиме нечија судбина, ќе се поистоветиме со нешто, ќе се чувствуваме поубаво, можеби и горчливо, што и да е, но ќе нешто ново ќе научиме на крајот на криштата. Мислам дека тој момент постои. Меѓутоа, од друга страна и ќе дадеме поддршка на тимот кој што стои за тоа, нели? Воедно да не го забравиме. од тоа ќе оди и приходот. Заради тоа што Netflix како у моментов можеби најголемиот. Ако Netflix влезе на европскиот пазар, тоа значи го интересира. Да. Го спомнавме Атанас пред малце, Кеш енд Мерија, например, првиот можда документарец кој што е на Макс ТВ, имаат видеотека. Постои таму, се не знам, Атанас, не сме го прашале колку пати му е изгледан. Колку и да е. Ама Тоа е интересно прашање, колку пати е изгледан. Сигурно постои тоа колку пати изнајмен, например. Да, мора да имаат податок. Ама не е јавен, не го најдов. Иднината е таа дигитализација, значи веројатно сите ќе се стремиме кон интернетот како медиум, но бидејќи телевизијата се уште како бројка, значи го спомнав јас на минатиот пат кога ја си ти разговаравме. Македонецот троши 5,5 часа дневно гледајќи телевизија. Трети сме во свет по бројност, по часови поминати пред телевизор. Се уште за нас, затоа инсистирам на телевизија како медиум. Затоа и мислев дека критичната маса
таму треба да се создаде. Сета друга обврска наша е уствари у едукација после тоа, да пренесеме на тие луѓе што тоа гледаат, што они гледаат уствари. Тоа така го кажам вака многу едноставно, ама и не е баш. Значи, тука би лежал тој едукацијски дел во кој што сите по нешто па работиме. Значи, се надевам ти разговараме и за тоа. Повеќе од аспект, не верувам дека денеска во Македонија постои поголема критична маса од онаа што доаѓа на Македокс, иде у кино да гледа филм на Гарманлиева или ќе отиде у Синеплекс. Имаше минатата година 2 документарни филмови, ќе плати карта да гледа, дека е многу поголема од таа и ќе гледа кога ќе фати документарен филм на ТВ. Ја мислам дека ќе смени многу почесто канал. До времето кога оние деца кои што во школа гледале филм, иделе на било кој начин друг стигнале до тој филм, дали е на таблет или пошто новата генерација е таа. Кај нив веќе ќе стигнеме во време кога само дигитално ќе се конзумира. Не треба да се занемари, апсолутно не. Меѓутоа не мислам дека треба толку многу можда ресурси да се трошат на тоа поле, повеќе во едукација, во Нова генерација. навикнување на новите генерации на една форма филмска која што ќе осознаат дека е креативна, дека нуди апсолутен простор и за изразување, и за осознавање, и за се останато вредно нешто во живот. Да, и нуди сите теми што можеш да ги замислиш, што е многу малце веројатно. Веројатно навикнувањето и едукацијата е главното решение на оно што се обидуваме овде вечерва да го продискутираме. Да направиме мала пауза, повторно за реклами, се вратиме веднаш во студиото, останете на нашата програма. Вие сте на програмата на телевизија Нова, она што во моментов го следите е отвореното студио на тема документарен филм, односно македонската документаристика, каде е во моментов кои се главните проблеми, меѓутоа и кои се зборувавме и за најголемите успеси. Во продолжение, сметам дека е особено важно да зборуваме за документарниот филм во наставата. Столе ќе ви дадам прво вам збор, бидејќи ваш документарец. Ќе ни појасните точно во кои земји, ќе оставам вас да ни ги кажете бројките, јас не ги знам искрено на памет, иако Огнен ми ги кажа кога се договаравме за отворено студио. Ваш документарен филм е исклучително гледан како наставно нагледно средство нели во низ Европа. Меѓутоа да направиме споредба со нашата земја. Но како тоа се случи? Еве сега пак ќе се навратам на проблемот со дистрибуциите, значи. Так. Тоа се случи така што тој филм всушност беше нас ни беше предочен или понуден за работа од господинот Едвард Серота, кој што работи во Австрија. Така. И кој што е филм кој што зборува за еврејскиот холокауст, Така. нели? Меѓутоа главната тема, но под темата на филмот е каде убавината на документарецот кога го правите. Е ствари љубовна приказка. Она љубовна приказка помеѓу генералот Бено Русо и Роза Камхи, која што понатаму била жена. Така. И кои преживеале холокаустот, ја преживеале војната, сите проблеми основале семејство и филмот за тоа зборува. Значи, имате две теми во него. Едната се обработува колку луѓе тука исчезнале за време на холокаустот, колку завршиле во Треблинка, колку се вратиле, но цело време следите една прекрасна љубовна приказка која што повлекува од времето на Роза Камхи, мајка и кога била и така натака. Значи, цела една историја на Македонија има внатре прикажано преку тоа. Так. Со тоа што тој филм е работен во полуекспериментална една техника, значи оние од сликите кои беа веќе кои ги имавме на располагање, ние вадивме делчиња, па тоа све се движи во некои правци и имаме двајца актери кои ги кажуваат диалозите, значи раскажуваат за себе во позадина. Значи, со само това набројав едно 6 или 7 работи кои што било кој што сакал да работи документарец, значи може да се пронајде во сето тоа. Режисерот исто така, кој што целото тоа треба да го создаде на крајот, за да биде тоа видливо, но и многу луѓе кои учествуваат во создавањето на тој документарец. И што се случи? Тој документарец беше долго време прикажуван во музеот на Холокаустот во Македонија. Така, овде во Скопје. Да. Он има две имиња, во суштина ние го викаме Бено и Роза, а он се вика Годините го чинат своето. Така. Како таков отиде на фестивал на фестивал на толеранција, Бранко Лустик тој фестивал го поддржува во Хрватска, во Загреб, но во еден момент тој филм беше земен како наставно градиво кое што треба да се гледа
мислам ќе му оставам наоѓи тоа земјите да ги нареди повеќе, што ќе дојдеме до нив. Во моментов се Америка, Германија, Австрија, Хрватска, Словенија и Израел. Така. И бројката како бројка, Бројката е која што особено важна, низ, така. низ љубовна приказна учи за Холокаустот, е некаде околу 300.000 гледачи годишно. Да. Што е само по себе од една страна абсурд, заради тоа што го прави реално најгледаниот македонски филм на сите времења. Во исто време не е финансиран од Македонија, че ние средствата јас не сум ги нашол Така. од Агенција за филм или од Министерство за култура. И како трета, значи основа во ова што он го кажува, е направен комплетно како некакво си авторско дело на некаков си тим од луѓе, кој што е создаден од едноставно некоја идеја на некој странец. И што е многу интересно исто така понатаку како се движеше сето тоа. Тој филм долго време ние ете како жанр, ако збориме дека постои во документарниот филм такво нешто, нели, ако го имаме, долго не знаевме да се определиме точно што е тоа што го Тој е креативен документарен филм. Значи, чим ние имавме некоја дилема дали со сите овие елементи негови предизвикува чувствуване, значи работеше и цел тим на луѓе, затоа сакам да кажам дека повеќе луѓе може да се соберат. Не е тоа дека многу луѓе се собираат само кога работат, да кажеме, игран филм. Така. Алек Пеовски направи прекрасна музика за филмот. Значи, јас сум воодушевен како он тоа го направи сето тоа. Други луѓе работеа анимации, трети луѓе се занимаваат со нешто сосем друго. Со самата таа бројка што тој филм толку луѓе го виделе, јас сум горд само на една работа. Да, он е наречен од Центропа Виена, потикнат со сета работа, меѓутоа на крајот од филмот стои Република Македонија. И стојат македонци, значи го работеле режисери од оваа земја, луѓе кои што се работувале со мене, значи можеме и умееме, не е точно дека не можеме и не умееме да направиме. Ама не е само тој филм. Имаме ние еден друг документарец кој чудниот пат како му одјаве за дистрибуција која збориме. Он беше во Русија. Филмот се вика Метох, се зборува за една монахиња во Рајчица и така натака, значи. Филмот беше во Русија на фестивал, на Златен витез. Кога заврши Златниот витез, филмот остана во Русија. И јас немам идеја колку луѓе го имаат видено. Значи, може да замислите руска дистрибуција обична да отишол некаде. Веројатно се стотици илјади упрашања, немам идеја. Значи, тоа нити можам да проверам таа бројка на било каков начин. Значи, тоа се тие чудни патишта кога вие си ја сакате работата. Кога ќе вложите се што знаете и умеете во тој момент во тој филм, кога личен печат ќе му ставите на седото, тоа ќе си го најде патот вака или така. Јас се сеќавам на бабички уште од времето. Мене и денеска ми се свиѓа тоа како е направено. Значи, не е нешто дека тоа му поминува некој време и тоа стане. Тоа е убавината документарниот филм. Ви игран филм, кој ќе го снимате со одредени чувства во одредено место и како режисер се трудите тоа така да го изработите. Документарниот си има некои слоеви кои покасно луѓето во различни возрасти го осознаваат така натаму и така натаму. Тоа е најголемата убавина за мене во тој филм и плюс него контролирате до крајот, него има еден дел кој он вас ве носи. Така да има тоа некоја взаемна размера. Тоа е особено интересно нели за авторите. Македокс, она што е особено важно прашање и до Петра и до Киријана како представнички нели на Македокс. Документарецот во наставата кај нас одржавте обука на речиси 20 на професори за тоа од повеќе градови од Македонија за тоа колку може документарниот филм да помогне во наставата. До каде сме со тоа? Која беше целта нели што успеавте да постигнете? Прим корекција на бројки. Значи, пред 3 или 4 години почнавме проект кој што го именувавме Македокс во училница. Така. Кој што се однесува на избор на кратки документарни филмови, кои што самите филмови заедно со што би требало или што би можело да се прави со нив на час по граѓанско и социологија може да се употребат во настава. Добивме одобрение од Бирото за развој на образование, од Министерството за образование без никакви проблеми, најнормална. Обучивме 122 наставници од не знам колку градови низ Македонија, кои што веќе 2 години држат часови. Држат часови со тие, обработуваат одредени теми од наставата по граѓанска и социологија со тие филмови. И имаат одредени активности со кои што прават, односно, не знам, ние би рекле ги стават сознанијата во одредени фиоки на умот или на состојбата на учениците.
Исто така изработивме уште еден кој што се вика Ние сме визуелни, со кој што почнуваме обуки на наставници од основно образование и организации кои што работат со млади, со деца на возраст од 12 до 16 години. Обуките ќе ги почнеме сега од септември. Планираме околу 140 наставници да обучиме, кои што исто така ќе го користат, има одобрение од Министерството и така натаму. Мислам дека со тоа многу значајно се придонесува во она што ние го викаме добра состојба за документаристиката. Не е воопшто тоа документаристиката, него се многу аспекти од животот кој што ние мислиме или сакаме или наоѓаме зошто треба да се пренесат, осознаат или покажат на младите. Македокс, факт е дека Македокс стана асоциација за креативен документарен филм, место кое што нуди простор едноставно, и тоа би рекла мощно е симпатичен простор, односно навистина интересна атмосфера на отворено во Куршумлијан, каде што може да се погледнат голем број филмови. Станува збор за филмови и од кај нас, меѓутоа и од светот. Колку ви е важно македонски филмови да бидат присутни на Македокс? Многу. Многу, но морам да кажам дека тие филмови треба да се добри филмови. Значи не секакви филмови и плюс да не се прикажани више 100 пати, ба се ние на крај ќе ги прикажаме само затоа да ги прикажаме и да им исполниме некои бројки. Значи ние нудиме убаво место, со убава атмосфера, со преку колку имавме 70 гости од целиот свет, со стварно најбитните луѓе у документаристика во моментот, кои што може и да однесат тие филмови подалеку и да им помогнат да се доработат, значи со воркшопи и така натаму. Значи нудиме едукација бесплатна за луѓе кои што веќе се бават со документарен филм, само да се доградат, за да тој филм може да се пласира надвор од Македонија. Мислам дека сме на добар пат да ги имаме повеќе филмови. Би сакале што повеќе да ги имаме, но сакаме да бидат исто толку добри колку што се останати од цел свет. Тоа е некој вид на признање. Кога почнувавте, имаше ли публика за таков креативен македонски, за креативен документарен филм? Прашањето ми е во насока на тоа дали успеа Македокс веќе да оформи некоја публика, да едуцира публика, понатаму нели да се зголемат стандардите веројатно на таа публика, од тоа што се очекува да се види. Да, и многу сме горди на тоа. Од 7 години успевме да добиеме публика на сите проекции и значи почнавме затоа што немаше кај да прикажаш документарен филм. Почнавме кога видовме дека за Бабички има 3 проекции имавме, нели? И толку. И после што ќе му правиме? И затоа почнавме со фестивал и мислам поради други исто така причини, ама видовме дека има некако потреба да се направи нешто повеќе. Само сакам да се надоврзам во однос на македонски документарни филмови. Да речеме, првата година го имавме Кешен Мери на Атанас Георгиев. Тогаш пред една година беше релиз, како се вика, прво прикажување имаше. После 2 години немавме воопшто документарни филмови. За да четвртата година имаме 7 кратки студентски документарни филмови кои што беа сите од студентите кај нас на Факултетот за драмски уметности. Оваа година на еден од тие студенти кој што беше и волонтер кај нас на Македокс, Тамара, имавме премиера на документарен филм, она дипломира со документарен филм. Имаме Горијан, например, Атанасов, кој што исто така ќе дипломира со документарен филм. Значи, веќе почнуваат луѓе сериозно да се занимаваат, меѓутоа што е многу чудно, многу ретко аплицираат на фестивал. Например, во Македонија мислат дека не мораш да аплицираш кај нас на фестивал, затоа што си од Македонија и треба да те викне некој за да дојдеш на фестивалот. И тоа е многу чудно. И ја би сакала ги повикувам сите што имаат документарни филмови да плиз да пратат апликација, да барем не знам. Да ни се јават. Да. Не, има нормално ќе објавиме, ќе си пратат. Да направиме уште една кратка пауза, ќе се вратиме потоа веднаш во студиото, секако не го менувајте каналот.
Веќе сме кон крајот на дискусијата во отворено студио на телевизија Нова. Разговараме на тема македонски документарен филм. Би сакала да Огнен, еве прашање, како се склопува буџет за документарен филм? Веројатно многу по... Ова е веројатно одговор на прашањето. Колку е тешко да се склопи буџет? Дали можеби владее тоа мислење дека еве не е игран филм, па можеби не е потребна толку голема екипа од аспект на актери, па е лесно да се направи документарец. Ако ги гледаме така работите, многу е лесно. Мене ми е реално многу полесно да склопам буџет за игран филм него ли за документарен филм. Заради тоа што ги знам сите параметри. Имам некаква си ставка која што се вика непредвидени трошоци од 5%, тука се движам, тоа е тоа. Кај документарниот филм ќе ви кажам низ пример. Че кога почнавме шивачките со Билјана Гарванлиева, имавме некакво си сценарио по кое што прилика се движевме и некаде после добри 6 месеци снимање, главната протагонистка за која што го правевме филмот, во еден момент насред едно снимање се заврти и рече тоа е тоа од мене. Тоа што го имате као материјал можете да си го користите и јас веќе не сакам да ме снимате, да трчате по мене, да доаѓате на работа, да се возите со мене во автобус дури идам на работа, да ме гледате дури јадам, спијам и така натаму. И дојавме во ситуација во која што немаме продукт, сме потрошиле 6 месеци од времето и брдо пари и немаме филм. Че имаме почеток на некаква приказна, до негде обсервирана и немаме како да продолжиме. Тој број еден моментот зошто не можете да ги правите по некаква си точна математика. Во исто време, некој од другата страна кој што е бирократ, ќе ви даде ваков одговор. Ама лесно е на вас. Имате режисер, снимател, тонец и еден организатор со кола. Да, така е. И дојдете со нас во село Коџалија Радовишко на 15 ноември, надворе минус 8 степени и ви се трошат батериите со бескрајна брзина, само што ќе извадите камерата. Само што ќе извадите камерата надвор и вие сте се вратиле 7 пати до Радовиш да купуете батерии и бензин и така натаму. Не е тоа предвидлив трошок за некој бирократ. Значи, апсолутно е невозможно. Петра, може би сакаш да се надоврзете на ова Да, ја мислам дека планирањето дека е многу, на мислам ја документарецот. стално сакам да се поставам од друга страна на финансери кои што нормално ќе кажат за 2 години да е готов овој филм, а ти им викаш дека не е уште готов и дека треба да се доработи. Ја мислам дека треба од двете страни, значи и од сами продуценти и креативен тим да има комуникација со фондови, да има, значи, они да можат да си средат своите папиролошки ситуации, оправдат пред другите. И ако има една добра соработка помеѓу аутори, продуцент и финансер, одлични филмови се прават. Само таа комуникација најчесто ја нема, затоа што у целиот Балкан некако сме гледани стално ние од друга страна као некој кој што сака нешто превара, кој што некако сака парите да си ги земе и малце да заработи. За жал тоа не е така. И тие пари не се више пари како што беа во Југославија, стварно можеше да се прави големи филмови со многу време и со големи екипи. Значи време е сменето, мали се буџети, ние стварно многу работиме за тоа да имаме на крај добар филм, пошто нас не е тоа главни параметар. Без тоа не можеме ништо, значи не можеме никаде. Со лош филм едноставно и лош филм е тешко да се направи. Камоли добар. Камоли добар. Така. Столе, сакавте да се надоврзете? Да, ја сакам да кажам една од најубавите работи во снимањето на документарните филмови, барем ја и Уги што имаме. Еве ги спомнавме лошите работи, па сега да има и убави, има прекрасни работи, да. Како планирањето оди? Значи, јас и Огнен тргнавме да правиме на документарец кој се вика Што е љубов, кој што после некои пробни снимања во Македонија ни се види дека тоа ние не можеме да го направиме овдека. Не дознавте што е љубов? Не дознавме сигурно. И од овдека отидовме во Индија. Тоа не се прави на игран филм. Значи, тоа е трошок кој што игран филм не може да го издржи ни во старт. Него си се собравме финуво, си ги дотеравме работите таму и решивме да, овој документарец може само таму да се сними.
и си отидовме во Индија 40 дена да го снимаме и се вративме и тој се уште го доработуваме низ некое време. Ја мислам дека тоа многу убава форма роуд, некаков патувачки документарен. Че патувавме буквално од пола Индија до крајот Индија, прашувајќи сите нации, раси, све што сретнавме таму, што е љубов. Сакам да ви кажам, значи, да правевме игран филм, во старт ќе кажевме каква Индија, боже сачувај, $1.000.000 кошта. Но вака дојдовме до момент, за да го направиме ние ова, ја мислам дека нема кај да најдеме толку луѓе сем таму. Тоа е едно од најубавите работи во документарниот филм. Значи, ја немате апсолутната контрола врз него, туку симбиоза меѓу вас и филмот. Зборам од режисерски аспект. Они што се продуцентите со бројките што се занимаваат, тие си имаат друга мука таму. Сепак е креативна слобода од една страна и продуценти мора да се креативни во документарен филм. Тоа е тоа што го прави тоа толку убаво, затоа што целиот тим мора да диша, да соработува, нормално да доаѓа до проблеми, ама и до убавини. И не може секој да се бави со креативен документарен филм, затоа што е многу потежок него игран. Да сме реални. Да симнеме фамата дека играните филмови се нешто, не знам, колку интересно за прајање и тоа е до некаде контролирана атмосфера и повеќе од контролирана во принцип. Затоа си ги сакам документарните, иако се работиме некои играни, меѓутоа се уште се занимаваме со таа форма каква што е. Така ја сакам, уклучам камерата, по другата страна може да се случи нешто. Како беше? Надвор врне, не можеме. Сега ќе снимаме на врнење надвор. Си има тоа некоја своја приказка, да. Така. Ја би рекла, не знам, различни луѓе во различни работи уживаат. На луѓе кои што творат и создаваат играни документарни филмови, сигурно им е убаво да го прават тоа и они ја наоѓаат убавината во тоа. Така да... Се надевам дека успеавме, не ги решивме проблемите, меѓутоа се надевам дека успеавме да ги предучиме убавите и можеби не толку убавите страни на, односно проблемите кои што документаристиката ги има овде кај нас на овие простори. Еве, отворена покана повторно да се видиме по повод новиот Македокс или можеби вие двајца кога еве конечно ќе дознаете што е љубов. Ние кога дознаеме што е љубов, ја мислам дека тоа не знам како ќе го решиме, трае некое време. Ќе се видиме тука повторно во студиото, па ќе ни објасните. Како беше од плажата, госпожата изјави, ама се видиме. Ќе се видиме пак сигурно. Ви благодарам што одговоривте на поканата и што се дружевте со мене секако и со гледачите на телевизија Нова. Отворена покана повторно да се видиме и се дружиме. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието кое што го одвоивте за ова отворено студио на телевизија Нова. Секако не го менувајте каналот.